Стефан Лазаров, го се слушуваат, го се жалуваат, прават видео против Стефанатор, каде што сега целата финта е уствари ќе го турниме Стефанатор, па преку него да се кренеме ние. И воедно ќе го нападнаме него во оваа ситуација, поради причина што ова е само дел и успеа новиве дојдени јутубери тука да ги излажи. Дали сакате да изгрми Благадуша Ценава да направи парта, дали сакате дистрак 500 лајкови и се гледаме во следно видео и дистрак. Пред да го започнеме ова видео е спонзорирано од новиот спонзор Секул. Шала на страна, купете си вакви мајци на kets.shop на Инстаграм. Така да овие мајци ги продава оној плави и оставри. Ај сега да се зазбилиме и да почнеме демек, да се лајне е. Ми јади гомната ера и со видеото. Зашо се работи ај као демек не знаете, ама јас пак да кажам. Се работи за драмата помеѓу Лазаров, Ритков, Ейпи, како се викаш ти други, Гиздейс и Стефанатор. Значи ги знаете сите нив. Се надевам. Серијалот кој го прави Стефанатор 90 секунди, ова е едно кратко објаснување, као демек не знаете ситуација. Стефанатор што го прави серијалот 90 секунди, Фејпи правеше пародија на него. Као Стефанатор му пишал на Фејпи на Гиздейс да ги избришат видеата со пародии, Фејпи прави видео каде што се пожалува за поради оваа ситуација, па големите јутубери, новите дојдени јутубери Ритко, Мадафака, Стефан Лазаров го сослушуваат, го сожалуваат, прават видео против Стефанатор, каде што сега целата финта е уствари ќе го турниме Стефанатор, па преку него да се кренеме ние. Се уствари, јас не сум тука во ова видео за да му се лижам, да му ги излижам мадината на Стефанатор. Не, шала на страна, мислам не ми се вкусни. И воедно ќе го нападнам и него во оваа ситуација поради причина што да, треба сам да си признае колку и како и што и да било, пародии во Македонија не се прават од вчера, од денеска, од пред 2 или од пред 5 години. Се прават од доста давно, така да негова е грешка што ете не знам поради која причина, не можам да за нешто што не знам да кажувам, значи не знам поради која причина го им се заканил на Гиздейс и на Фејпи да ги избришат, поради ако не ги избришат ќе им удел копири. Така прочитав јас. Сакам да појаснам дека Лазаров и Ритко се меша во оваа ситуација пред да се запознати со ситуацијата како и што е и го бранат Фејпи. Вака да ви кажам прво нешто. Прво добро запознајте се со самото дете кое вие го браните, што се случувало претходно во неговата кариера на YouTube, пред YouTube и после YouTube што ќе се случува. Поради причина што ова не му е него прва драма, каде што се обидува да сиебе некој или да турне некој канал. Добро, фала Богу, досега не успел. Сега тоа сето ќе го наведеме, ова не зборувам на празно, ќе го наведеме сето со факти и докази. Ова е само дел и успеа новиве дојдени јутубери тука да ги излажи, уствари да изглуми, да ги излажи, тие да му поверуваат, а уствари ова не е и само лага, ова е нивна волја, тие ова го прават што сакаат, не дека као ние сега го сакаме да го браниме, јас сега дојди Ставре. Дојди. Значи јас сега ќе го бацам в чело Ставре, вака браво. Педери, ама јас ќе го бацам од што го сакам. Не, од што сакам да кидам сабскрајбери преку. Ова го пошто. Така, најаче. Кога почнавме со Фејпи, да одиме со Фејпи. Пред да почнам да го напаѓам Фејпи, не го бранам Стефанатор, напоменувам. Со Стефанатор сме биле заедно 2017 година на Балкан Тју Фест, од тогаш некои ретко контакти. Јас имам скоро со повеќето јутубери доста добри контакти, но ете со Стефанатор имам некои поретки контакти. Kada не го бранам, немам ни причина да го бранам, едноставно сакам да искажам овде нешто што вие што го гледате ова дечиња, не го знаат. Еве кога се однесува за Стефанатор, да ви кажам пример, Стефанатор не е лик кој стварно би имал со секој контакт, не би се зафркавал, да кажам, со секој, едноставно барем јас така го чувствувам. Не е опуштен лик Стефанатор. И јас не го бранам Стефанатор, да, дигнаци, може би си дигни. Кога се работи за Фејпи, еве јас ќе кажам прво лично случка со мене, па потоа ќе кажам и со други. Значи овде ќе ви биде сето приложено во скриншоти, едиторов Папо, вака се да глава скриншоти. Иначе за едиторов имам нов едитор, од сега плаќам една тегла феферонки месечно. Дете кој снима на YouTube со 400 и нешто сабскрајбери, колку што го видов последниот скриншот. Фејпи ми пише: "Те молам се трудам, помогни ми, удри ми реклама и слично шерни ме на стори, така трала. Јас обично не одбивам такви работи, доста често шернувам други помлади и понадежни јутубери, некои што стварно се трудат, ги шернувам. Тоа беше првиот пат кога го шернав Фејпи. Го шернав, сега нормално е, вие си имате сите своја приватност. Замислете како е вие да го шернете некога на стори и тој некој се ви се заблагодарува на секој ден два после тоа да ви буквално пишувате молам шерниме, нели тебе нема ти се скурчи тоа. Ќе ти се скурчи нормално. Така да тоа се случуваше многу често. Јас многу добро на батето е тука ќе висте некаде скриншотот од целиот разговор, му објаснам, значи оставиме малку да дишам рајот. Кога ќе можам, моментално сум на работа, кога ќе можам ќе те шернам. И упорно батето натега, ама шерни ама ти неќеш да ме шерниш. После сум имал јас, да, точно е дека се ние како една групација која се шерува во група на сториња, да кажам, која си ги шерува видеата, сторињата или било што друго што да имаме објавено. После ме вика батето, ти неќеш да ме шерниш, неќеш да ме пуштиш во твојата група. Ќе што се шернува. Мили се батка малце, остајме да дишам рајот, сега сум на работа. Пак натегнуване, ти неќеш, се трудам. Добро, така. Почнав да не му враќам 2-3-5 пораки, му срснав, не му враќав, веќе не му ги отварав.
Ми пишува батето, почна веќе да оди кога види дека не може со таков акцент да ме совлада, почна да оди со акцент да ме напаѓа уствари, јас се трудам повеќе од тебе, јас заслужувам многу повеќе од тебе, ти снимаш талат, смешни моменти 1 2 3 4, види ја што снимам, јас заслужувам многу повеќе од тебе. Јас на тоа му напишав, тука пак ќе ви стои скриншот, напишав на сето тоа, добро што ми се трудиш, јас ти посакувам се најдобро. Тоа што ми пишуваш мене за реклама, не ми пишува и слободно оди, труди се и продолжи се најдобро ти посакувам. Така. Да, ова го кажувам со докази, ако си инфлуенсер, јутубер или инстаграмџи или било што друго, тиктокер, било што, значи се имаш 100% сочено со фактот да ти пише тебе фейпи. Нема инфлуенсер на кој моментално фейпи не му пишал, не му го направил истото да моли за реклами 1 2 3 5. Оствари што сакам да кажам, фейпи е gold digger. Да, gold digger, баш добро кажано. После батото почна уште толку да напаѓа, ми вика, ќе видиш, еден ден јас ќе сум на сите вас на оваа сцена, ти ќе дојде ден да ме молиш мене. Ми вика батето. Добро му викам, ти посакувам се најдобро, дај Боже да е така. Кога мислиш дека е така, исто му го пишам, пак кога мислиш дека е така, тогаш не ми пишувај за реклама. Тогаш оди слободно, труди, работи и ти посакувам да си над мене и над сите други и сите да те молат, дај Боже ми викам. Поминува ден, два, три, пак пишуваш, нешто му ги срцнав по раке, поминува ден, два, три, пак батето ми вели, те молам реклама, клај ми те молам реклама. Значи ми го потече, бате. Ми го потече, најреално ти кажу. Исто така драмата со Лаки. Лаки го имаше блокнат. Лил Клаус сега претходно најпресно драма што направи со Лил Клаус поради причина што ја излажа Лил Клаус, ја знаете јутуберка Лил Клаус од Косово, да му направи микс и мастер на песна, демек да ја плати. Ова ја му пушта и ова е малку будала. Значи му пушта демо снимка, демо верзија од песнава и овој си ја става на YouTube демо верзија и после пап Лил Клаус блок в газ. Моло ме дечко да му урадим микс и мастер на едну песму, урадила сум тоа. Сам завршила цел микс и мастер, така да само сам ставила аутотюн, jer je tražio kao stavi autotune da vidim kako ima da zvuči. Ja okej, stavim autotune, pošaljem mu, izgubila sam sat vremena koji gledaš neko od vas, verovatno radi u FL Studio i zna šta znači Newton i koliko trebaš da crtaš note i tako dalje. Bila sam sat i po vremena tu, poslala sam to njemu da čuje, on kaže okej, predobro je, super, sve cool. Ja kao okej, dečku se sviđa to i to je to. Okej, znači trebam samo da produžim da radim dalje sa mix i master, da završim sve ostalo. Ja stavim back vokale i to je to. Radi se o tome da je lik mene zeznuo. Uradio je to da je taj deo koji sam mu poslala kako će pesma otprilike da zvuči, uzeo je i stavio je to na YouTube i napravio je dečko isplat i sve ostalo, znači bravo. Bravo tvojoj pameti koliko si bio. Ja njemu pišem, znači iznervirala sam se kad sam vidjela to, nije me ni pitao, jel mogu da stavim ovo? Ajde, zvaćemo ga demo snimak njeme. Mogu ovaj demo snimak da stavim na YouTube, nije me pitao ništa. Samo je ubacio i stavio dole mix i master Lil Klaus. Nisi me pitao za dozvolu da li smiješ to da ubaciš, jer sam to radila ja. Ja sam izgubila sat i po vremena zbog toga. Zbog čega? Zato što hoćeš da me zajebeš, brate. Nećeš, brate, posle sam ja njemu pisala da mi pošalje pare, da mi uplati pare na Paypalu. Nemam ja Paypal, mogu preko transakcijska, IBAN, nemam pojma nija šta. Brate, ne zanima me kako ćeš ti preko IBAN ovo ono, platit ćeš mi na Paypal, ne zanima me. Znači ja živim u Štrpce, to jest na Kosovo, a ti živiš u Makedoniju, Buras, čekaj malo, ja idem u Makedoniju, gdje ću sad idem kad su zatvorene granice, molim te objasni. Tako sam rekla, pošalji mi pare na Paypal i to je to, završen posao, znači neću da se ljutim, neću ništa, ne, gospodin se pravi mnogo pametan, gospodin piše mi kao, nemam Paypal nerazbrana, bla bla bla, a daj da ne zaboravim, molio si me svaki dan za reklame, molio si mene Žiku, Lakija i sve tako da. Marao si mene, Stavre, Nikix, Žika, Laki, da ih ne nabrajam druge youtubere, smarao si Glišu, Gliša te blokirao, Glišu boli kurac, nabio ti kurac u dupi, aj papa ćao. I svi ti to uradili, svi su te blokirali, kao što sam u meni napisao jednu poruku, svi te youtuberi me mraze, to ti misle deka im baram reklame. Pa baraš im reklami, be, brat. Ti živeš samo neko da te reklamira, zato da si staneš mnogo slaven. Ovo ćeš da postaneš slaven, ovo, brat. Што таа се жали како е измамена, кај што тој не сака да ја плати уствари. Сега што сакам со ова да укажам, уствари вие, Лазаров и Ритко мадафака, пред да се вмешате во нешто, добро, разпознајте се, да кажам, со самата ситуација, видете што се случува, како се случува, пред да јадете гомна. Или пак признајте си дека ова е ваша желба за вие да кренете прегледи преку ова видео. Или сега го најдовме Фейпи како жртва, па чекај ние преку него да се крениме. Чекај, YouTube Македонија не постои од сега, не сте вие најпаметните ако мислите дека сте, па сега ние што сакаме ќе правиме, ќе рушиме YouTube Македонија. YouTube Македонија постои од 2013, браќи.
Тоа Ставре го немаш. Не го бранам Стефанатор, но не да мислите дека ќе го срушите со ова нешто што се градело 5 години, не се руши така лесно. Имаше во мојата кариера, во мојата историја многу души што сакаат да ме слушаат Глуше, каде е денеска Глуше Стојан, каде е денеска Стојан. Така да не се руши така лесно. А Марта сега зна се, најача моја лепотица. Прво ќе имате тука скриншоти каде што му се лижеше на Лаки. Откако Лаки го искуси истото што го искусив и јас, го блокира и иди фейпи, а до тогаш и долу му е Лаки, иди фейпи на Ставре, тука ќе имате скриншот, му вели на Ставре, како знаеш те молам бутни ова лајново, ова смрденово, така нешто му имаше во таа смисла пишано, ќе имате тука скриншот. Исто и Живко Жика, го знаете тоа не со Томовчето од Гевгели. Еве ти уште една, ти ритко мадафака гледај. Еве ти овде еден скриншот, вака, оп, скриншот, пред ова видео, пред да ти го поддржиш фейпи, јади лајна за тебе, ќе што ти пушта тука, буквално линк од твое видео ќе што пушта на другари, ќе што му вика се ќе направи само за прегледи. Ете колку те сака, уствари сега има корис од тебе, затоа те сака сега да може и ќе ти го излежи газ. Иначе да, од овде, вака, до овде до средина ќе што ми е размаков на забиве, ми тушит, брат. Еве ти друг скриншот овде ќе што пушта на стори буквално, ама тоа ти не можеш да го испушиш многу брзо избришано. Пушта на стори, ритко мадафака немаш мадиња да направиш вакво видео и те мола номинирај ме. Браво. Што се однесува до Стефан Лазаров. Прво, разгледе добро стари видео од YouTube Македонија, внеси се малце на YouTube сцена вако веќе сакаш да бидеш сериозен јутубер и немој да веруваш да те поучам вака, може сум помал од тебе, ама изгледа не си доволно искусен за некои работи. Немој братче да веруваш на секој сек. Ај сега јас немам преглед, одам да снимам на YouTube. Ќе плачам. Глава надолу, верувај ми, молим те, шерни ме. Шерни ме. Иста ствар, значи фейпи прво Стефанатор мојот идол, Стефанатор мојот идол. Сега нема корис со Стефанатор, има од Ритко и Лазаров. На Стефанатор. В газ. А буквално така, во таква смисла е нешто. Немој ти да мислиш дека секој еден јутубер што ќе ти легне вака што ќе се прави дека плачи стварно и дека му е многу жал и дека му е многу криво. Не брат, се уште не си видел какви јутубери има на сцена. А јас гарантирам дека Фейпи утре е еден од тие што утре други ден да се крени да е над тебе вака ќе ти направи. Тебе само ќе ти рече кој тева брат. Не му требаш поиќе. Пак ќе ти речам не верувај на секого, ало, идиоту. Еј, што ти рече, што се изнервира? Така му рече тој на Стефанатор, затоа истото му го рече, ало, идиоту. Браво, изпрозивао македонската звезда на TikTok, на YouTube, на телевизија, најаче. Пак ти речам, јас не го бранам Стефанатор. Стефанатор, ова е твоја најголема грешка. Колку и да си бил во тешка ситуација, како што кажуваш, колку и да ти откажувале славни личности што би требало да ги снимаш. Тоа не го снимаш од вчера, од денес или од пред година дена, ти тоа го снимаш веќе 5 години, така да сами знаеме, сите знаеме дека си на тоа навикнат, дека можеш многу лесно да се снајдеш, така да тоа не те изговорува, е твоја најголема грешка и добро знаеме нека ти е поука дека една грешка може да направи многу голем пат во твојата кариера. Како прво, ова видео не е само за Фейпи, како што кажуваме се за сите овие неколку души што ги спомнав во само во видео. Втора ствар, ова не е се од страна на материјали и од докази што го имаме за Фейпи, така да за повеќе гледајте ги видеата на Ставре, што ти го навре. На Секула мадафака и Перо Дали сакате да изгрми Благадуша сценава да направи партал, дали сакате дистрак Благадуша, Фејат Ставре, X Секула, X Перо Зеро запирка. Дистрак на Фейпи, на Стефанатор да изгрми да пајđа се на Пепе или Мајче. Ако сакате поддржете го видео со колку лајкови стави? 600. 500 лајкови и се гледаме во следно видео и дистрак. Гледајте ги нивните видеа, следете ме на Инстаграм Стефан Благадуш со сите Сомали, Ставре за Секула за и Петар долна црта Силјан 7. Сега во следно видео. Поздрав до Викса и до другарчето.